Добри сме? Супер. Хубаво е да се видат нови лица, стари лица и сунчани лица. Супер, супер. Пошто се изнамоливме, се изнапеавме, да влезам директно јас во подготвеното помазание. Кога бев во Англија на библиското школа и после 2 години, нели требаше да се вратам назад, и луѓето од црквата од таму ме запрашаа. Виолета 2 години беше во Англија, нели во нова средина, во друга црква, што ќе донесеш во Македонија? И си им велам, дефинитивно нема да ме фалам за храната. Меѓутоа, покрај многуте други работи им велам, една реченица дефинитивно ќе ја донесам во Македонија и ќе се трудам да живеам според нејзе. А тоа е реченицата што ја слушнав на една проповед таму, додека еден проповедник проповедаше. И тој кажа вака: за нештата за кои што Библијата јасно говори, ние ќе бидеме јасни говорници и ќе разгласуваме од покриви. За нештата за кои што Библијата нема јасен говор, не говори јасно, не дава експлицитни јасни објаснувања, ние ќе можеме да имаме само мислење, но да пазиме да не го направиме доктрина врз која што ќе градиме и ќе ги удираме сите кои што нема да се согласат со нашето мислење, бидејќи ние мислиме дека е доктрина. Практично или пример за тоа. Библијата јасно говори дека Исус е исцелителот. Амен. Зошто некој не е исцелен? На тоа нема да одговориме, бидејќи Библијата не дава одговори зошто некој не е исцелен. Библијата само дава факти дека Исус, бидејќи апсолутно добар, исцелува. И врз таа основа ние ќе градиме доктрината за Христос. Библијата јасно говори дека Бог е апсолутно добар и не казнува. Затоа јасно ќе говориме дека Бог е апсолутно добар и не казнува. Бидејќи пеевме колку не љуби Бог. Знаете, исто слушнав еден проповедник кој што кажа, на црквата денес е толку лесно да пее "Те љубам Исусе" со сето моје срце, со сиот мој разум, ама на црквата е многу тешко да запее "О, колку не љубиш Господа". Бидејќи се судира со нашиот необновен ум и неговата благодат. Библијата јасно говори дека црквата е глава, а не опашка. И дека црквата не е предмет на случувањата во светот. И дека Божјото царство напредува без оглед што некои луѓе тврдат дека не е така. Сега ќе навлезам во мојата проповед. И уште еден пример. Библијата јасно говори дека оној што поверува во Христос автоматски станува праведен. Без никаква дамка. Зошто? Исусовото воскресение е наш доказ и печат дека ние сме апсолутно праведни и дека наследивме неговата праведност. Тоа Библијата јасно го говори и ние јасно тоа и гласно ќе го разгласуваме и ќе зборуваме за праведноста на Христос во нас. И дека ние сме праведни. Основата ни е дека Бог е апсолутно добар. И врз таа основа се друго се одржува во стабилност. Ако ја немаме таа основа, се друго ќе биде климаво како кривата кула во Пиза. Знаете дека почнала само со 2 сантиметри грешка? И како што градене на угоре, пола метар. Значи, јасно и гласно ќе говориме за нештото кои што Библијата јасно ги говори. On that note, во таа насока, сакам да прочитам стих што и вчера го сподели со жените, не ти го напишав овој, не го рете, а тоа е Псалм 17:15, каде што вели: "А што се однесува до мене, јас ќе се загледам во Твоето лице во праведност. И кога ќе се разбудам, јас ќе се задоволам со тоа што личам на Тебе."
Халелуја. Замислете, секој утро се будите во присуство на оној кој што е целосен, комплетен и пун со благодат и вистина. И тој се ви вели: добро утро, личиш на мене, бидејќи мојата праведност е во тебе. Зборот ќе се загледам, нели, behold на англиски, кај нас во многу преводи е ете. Меѓутоа многу повеќе од ете. Behold по дефиниција значи да се загледаш длабоко и да наблюдуваш нешто или некого кој што има импресивна природа. И сега вели: и јас ќе се загледам и ќе те наблюдувам тебе, Исусе, кој што имаш импресивен карактер и природа. И кога ќе размислуваме за тоа, ние стануваме како импресивниот во кој што сме се загледали. Затоа нас светот ќе не препознае, бидејќи ќе ја види импресивноста на Христос во нас. Амен. Прекрасна е таа можност да се разбудиш во полнотата на такво присуство, на присуството на Христос кој што е целосен. Целосен. Нема нешто што не му недостига. И знаете, истиот тој Христос, пред да биде распнат, односно откако беше распнат и откако воскресна, знаете што и кажа на Марија Магдалена, која што прва го биде воскреснат? Не ме допирај? Уште не сум отиден кај таткото, кој што е твој татко. Сме го промашале тоа додека сме го читале во Јован 20:17. Исус си вели: јас одам кај мојот татко, кој што е твој татко. Леле. И тоа е од устата на Исус. Не го кажала таа сама. Јас одам кај таткото кој што е твој татко. Мојот татко е твој татко. И за ова јасно ќе говориме од покривите и од планините. Во истиот овој псалм 17:8 стих вели: чувај ме како зеницата на твоето око. И кога имаше маркантна елаборација прошлата недела, кога го објасна тоа дека во суштина оригиналниот превод значи мал Господ се гледа во нас, се гледа себе си како зеницата на неговото око. Чувај ме како зеницата на твоето око. Бидејќи прва работа што правиме, која ќе ни влезе дури најмала прашинка, ја чуваме зеницата. Халелуја. Халелуја. Фала ти, Исусе. Те славиме, Господа. Дали ќе може да отвориш Дела апостолски? Прва глава. Пасусот е са не е многу долг, од 2 до 8 стих. За од 2 оди. Ајде. Значи сега нели, овде Лука му објаснува на Теофил што се случило, откако нели Исус ја почнал службата, се до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух Исус им даде заповеди на апостолите што беше ги избрал. Оди сега 3 стих. Ним по своето страдање им се представи жив со многу верни докази. Јавувајќи им се 40 дни, зборувајќи им за Царството Божјо. Ете зошто во нашата македонска традиција за жал се испремешале многу работи после нечија смрт 40 дена, бидејќи успеале да го извадат од контекст овој стих за човечката душа. Исус имал причина зошто бил 40 дена со апостолите откако воскреснул. Вика, остај го 3 стих. Значи, Исус по своето страдање им се представи жив со многу верни докази, јавувајќи им се 40 дни, зборувајќи им за Царството Божјо. Зошто Исус мораше да им зборува 40 дена за една иста работа?
време на размневањето на Исус. Знаете дека е запишано во Евангелието по Матеј дека во моментот кога Исус кажа се е завршено, се растепи завесата во храмот на 2. И што се случи? 500 луѓе излегоа од гробовите и влегоа во Ерусалим живи. Знаете тоа кој шок е? Замисли си одиш ти на пазар и некој шо бараш ти од тебе те закопавме пред некој ден. Ама тоа е шок. Ние си мислиме дека тоа е научна фантастика, замисли некој ти треба абе шо бараш ти тука, откаде ти тука сега? Апостолите беа истрауматизирани, затоа Исус во тие 40 дена постојано им велеше мир вам. Замисли Исус помина низ зид. Мир тебе, не се плаши, уживај. Како е да не се плашиме преку зид помина? Овој ми тропна наврат да излезе од гроб. 500. Импозантна бројка, 500. 500 луѓе вели излегоа од гробовите и влегоа во Ерусалим. Исус уште не беше воскреснат. И сега си велиш, што се случи? И онака јас си направив мој филм. Онака некој од тие мртвите дошол, абе шо бараш ти? Не знам што ни се деси, ама една реченица ја слушнавме јасно и гласно. Завршено. И не можевме веќе да седиме и да скриеме. И станавме и моравме да ви кажеме вас во Ерусалим. Бидејќи слушнавме, завршено е. И затоа Исус мораше да им зборува 40 дена, да ги отшокира, за да разберат дека тоа е нивната нова реалност. Ние сме нова генерација. Затоа Исус беше 40 дена со нив. Им зборуваше за Божјото царство, бидејќи мора да разберат дека сега се нова генерација. И дека се дел од едно царство кое што никош нема да се распадне. А тоа е Божјото царство. И сега, во овој пасус има една парадоксална ситуација. А тоа е дека можеш да одиш во 4 стих. Еднаш кога ги собра, тој им заповеда: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето на таткото што сте го слушнали од мене. Нели во Јован 16 глава Исус вели: јас ќе го молам таткото и тој ќе ви даде утешител и охрабрувач ист како мене, Параклетос, кој што ќе земе од моето и ќе ви го даде вам. Исте како мене по природа. А тоа е Светиот Дух. Затоа Исус сега мораше 40 дена да им го обновува умот, бидејќи тие уште го нема Светиот Дух примено. Мора да зависат од зборовите на Исус. И постојано да го слушаат тоа за Божјото царство, дека сега ќе настапи уште 10 дена на Педесетница, на Пентекост. Нова реалност за вас, која што веќе ќе ве стави во ситуација и состојба каде што вие никош нема да бидете исти. И каде што 500 мртви излезени од гроб ќе ви бидат вообичаени. И ви треба да се навикнете да ви биде вообичаено. Затоа маги имаме сила да се молиме за докторка да твоја. Амен. Може Псалм 67:2? За да се запознае на земјата патот твој и меѓу сите народи спасението од тебе. Зошто Светиот Дух инсистира Господ да биде препознаен низ цел свет? За луѓето да имаат надеж, дури кога не веруваат, дури кога не се Христови. Причината зошто никој од нас не отиде одма во рај во моментот кога се спасивме е токму заради ова. За луѓето од сите краишта на земјата да видат кој е Господ, да ги запознаат неговите патишта и спасението што доаѓа од него. Зошто? За да имаат надеж. Дури кога нема да се блиски со Светиот Дух.
На таков Господ му служиме. И ова не е ерес, дека Бог си ги љуби сите луѓе, дури тие што не се спасени. Бидејќи самиот Исус кажа, сонцето изгрева за праведните и за неправедните. Дождот паѓа на земјата за праведните, ама и за неправедните. Праведните поседуваат жива надеж. Зошто? За и неправедните околу нив да имаат надеж и да бидат привлечени кај Господ. Видете, Господ никого нема да остави на цедило. Таков е нашиот Господ. Таков е нашиот Господ. Ние сме тука за и неправедните да видат што е надеж. Да видат излез од очај. Да видат мир среде бура. Без разлика дали се блиски со Христос или не се. Вие што сте родители, ќе ги финансирате вашите деца без оглед дали едното е скроз одлично, другото е со тројки. Ако покаже желба за факултет, ќе го финансирате и тоа со тројки. Така? Оле? Господ е многу над тоа. И сега во овој пасус од Дела апостолски 1 има една парадоксална ситуација. Оди сега од 3. Значи, окей, им зборуваше за Царството Божјо. Оди сега 4. Еднаш кога ги собрани заповеда, не оддалечувајте се од Ерусалим, чекајте го ветувањето на таткото што сте го слушнали од мене. 5. Јован крштеваше со вода. Вие не по многу дни од денес ќе видите крстени со Светиот Дух. Се оди 6. И сега види. А тие, значи учениците кои беа собрани, го прашаа велејќи: во ова време ли ти ќе го восстановиш, Господи, Царството Израелево? Господ им зборви за Божјо царство, тие си земат за слобода да се направат ексклузивни, дека Божјото царство значи Израелско царство и никој друг. И се, во суштина, битката тука на умовите е каде е фокусот. Исус им вели, сега настапи нова реалност за вас. А тие, необновени од Светиот Дух, се уште заглавени во старата своја природа, бидејќи сите ние си влечиме нешто што не се обновени од старата природа, тие уште не биле исполнети со Светиот Дух, си се држеле на она што го знаеле фокусот од Симон Зилот. Знаете, Зилотите биле еврејска група која што верувале дека ќе дојде цар моќен и ќе застане и ќе ги направи пуздер сите римјани. И затоа сакале да го украдат Исус, да го прогласат за цар, ама Исус им се мушнал. И сега истите тие, значи, со необновен ум викаат, аха, значи ќе падне крв, ќе има војна, ама битно Израелското царство ќе биде, хо-хо. Значи, се пронаоѓаме во ова. Бог вели, ова е време на црквата. Црквата вели, доаѓаат, ова се последните времења, ќе биде уште полошо. И ој сега да те видам, ти моли се за напредот на Божјото царство. Кога си убеден дека ќе биде полошо. Ова не се последните времења, само да ве охрабрувам. А зашо ве охрабрувам во тоа? Оди 7 стих. А Исус им одговори: не е ваше да ги знаете времињата или часот што таткото ги поставил во своја власт. Не е твое време ти да размислуваш дали ова се последните времења, дали ќе биде полошо, дали Русија ќе пукне на цел свет, па ќе има трета светска војна, па бла и ние сега што ќе правиме црквата. Не е твоја работа. Твоја работа е да се вратиш на тоа што Исус го кажа. А тоа е дека 40 дена им зборувал за Божјото царство, а во тоа Божјо царство 500 души излега од гроб. И плюс Исус уште не беше воскреснат кога тие 500 воскресна, само кажа завршено. Уште беше Исус на крстот. Значи, апостолите се фокусираа на земното,
кога ќе макнеме клоца на римјаните, да се ратисаме од нив, аман веќе. Со стотици години. Исус вели, не е ваше да знаете. Уствари, јас имам многу в плани за римјаните. Бидејќи Павле отиде да го споделува Евангелието на неевреите. И имате послание до црква, до римјаните. Гледате каков Исус. Овие ќе ги петнаша до римјаните, пуздели ќе ги прават. Исус вика, не, мојата нова реалност ги вклучува и нив на многу убав начин. Стоп, момци, чекајте малце. Не, тај маут, кај отидовте сумот. Не е ваше вие да знаете кој колку сгрешил и шо заслужил според грешките. Ваше е да се фокусирате дека сега го имате Светиот Дух кој што ќе ве крштева во оган. Животот на Светиот Дух, неговата динамика, неговата жива сила ќе ја промени планетата Земја. И тој сега живее во мене и во тебе. Бидејќи, така Исус кажа, вие ќе бидете крштевани во Светиот Дух. И што вели? И ќе ми бидете сведоци каде? Во Јерусалим, Јудеја, Самарија и до крајот на светот. Имаше порано толкување, нели, Ерусалим е градот од кој што си, Јудеја представува народот од кој што ти потекнуваш и си го сакаш, Самарија е народ или земја која што ти не ја сакаш и до крајот на светот. Ама и вели, останете, се додека не бидете облечени во сила од озгора. Со други зборови, Јован 15 глава 7, без мене не можете да направите ништо. И сега истиот тој по природа како и Христос ќе слезе на 50-тиот ден од вознесението на Христос, ист како него ќе земе од Христос и постојано ќе го прославува Христос помеѓу неговите. На кој начин? Во сила и живот. За да се смени лицето на планетата Земја. За сите да имаат надеж и да видат каков е Господ и неговите патишта и да вкусат негово спасение. Амен. Значи, Исус ги вети тие нешта. Исус ги вети тие нешта дека таа нова реалност ќе дојде. И нас фокусот треба да ни е во тоа што Исус го кажа, а не во нашето толкување на тоа што Исус го кажа. Пак ќе кажам, ако црквата ширум светот е убедена дека ова се последните времења, однапред ќе ви кажам, џабе ни се молитвите во четврток. Бидејќи молитвите ќе ни одат до таван и назад. Бидејќи ќе бидат во тело инспирирани од страв. И ќе бидат дефанзива, заштитине, да не паднеме во искушение, заштитине. Наместо да бидат офанзивни и да отворат врата за 500 луѓе да излезат од гроб и да го прослават Христос. Не одат да работите една со друга. Или действуваме во страв, или во љубов и благодат. И кога некој е убеден дека ова се последните времења во кои што нам ни нема спас и ќе биде уште потешко и уште потешко, знаете што? Ние отвараме врата за тоа да се случува. Ние даваме педа по педа од територијата. Мене за ова највпечатлив ми беше филмот Нарнија, кога нели Злата кралица доаѓа да преговара со Аслан лавот и нели за да го одземе животот на Едмунд кој што беше предавник. И видете, доаѓа во сета смелост и му вели, ти знаеш дека овој предавник ми припаѓа мене. И тој вели, знам, јас бев тука кога го создавав светот, немој ти мене да ми го кажеш мојот закон. И вели, рикна и онака се повлече целата. Што сакам да кажам? Јов кога рече, она од кој што најмногу се плашев, тоа ме снајде. Знаете дека Јов постојано во страв принесувал жртви за неговите деца, да не случајно некаде сгрешат, па јас да ги покријам. Звучи супер духовно, меѓутоа
за злиот да си ја земе легално неговата територија, затоа што ние действуваме во страх. Единствено оружје што злиот го има е страх. Ништо друго нема. И сега кога ние се повлекуваме во страх, само штитиме ти Господе, само ја да си го зачувам фокусот на Исус. Ама ти само штитиме да не паднам ја во искушение и под притисок. И што правиме? Наместо... Ама тоа го прави стравот во нас кога ние погрешно ги толкуваме работите, бидејќи не сваќаме дека настапи нова реалност, дека ние сме праведни и дека портите на пеколот нема да навладат црквата. Не ви кажувам нешто што досега не сме го чуле. Ама знаете што? Ќе ме слушате пак како ви го кажувам. Бидејќи немаме друга опција, освен да напредуваме. Господ кажа дека црквата ќе биде глава, а не опашка. Ама од некоја причина ние се однесуваме како опашка. Бидејќи во теорија сето тоа ни е познато, не сме уверени во силата на нашата молитва. Уверени сме во молитвата на некој проповедник што го знаеме или не знам што, кој што е силен Божи човек, ама во нашата молитва не сме уверени. Не мислиме дека на работа, која се молиме и ги благословуваме на нашите колеги, дека чуда ќе се случуваат во духовната атмосфера. Затоа што сме фокусирани на одма видливото, а нема резултати. Исто како апостолите. Кога ги мудриме клоца на римјаните, па дај да расчистиме шо имаш sad ти во план Исусе. Исус вика, не, мојот план е многу поголем и многу поразновиден од оно во кое што вие сте фокусирани и фиксирани. Се сеќавате на Петар? Нормално дека се сеќавате, која бил истрауматизиран после неговото предавство. И кога Исус воскресна, односно нели, воскресна, Петар уште не го имаше видено Исус дека е жив. Нели, нормално не и поверува на Марија Магдалена, бидејќи умот уште не му беше обновен, уште действуваше во Талмудот, кој што е старозаветна книга како анекс на Стариот Завет, во кој што се пишува што ќе излезе од устата на жена, ништо не верува. Еднаквено куче. И сега не и веруваат на Марија Магдалена, која кажа Исус е жив. И си остана во неговата траума, од неговото предавство, бидејќи не и поверува на жена. Шо да ти правиме, бебата? Слушај. И што се случи? Истрауматизиран. Што направи? Се врати на старото. Ја не знам за вас, вие што сакате правите, ја одов на Арите. А Исус го повика од таму. Ќе бидеш рибар на луѓе. Петар истрауматизиран, бидејќи Божиот збор се уште не најде место во неговото срце, се врати на старото. И оде да лови риби. И мораше Исус да му спреми вкусен доручек од печена риба на брег, за да го повика назад. И нели да се случи тој најпознат исцелителен разговор помеѓу него и Петар. Меѓутоа црквата често пати тоа го правиме, се повлекуваме на старото нешто, бидејќи не сме уверени дека Бог не љуби, дека постојано има добро мислење за нас и дека постојано кога ќе му дозволиме да не инспирира нашата молитва, ќе направи промена. Исто како Петар се врати на старото. Се сеќавате на таа маркантна проповед на Такс, кога ни беше во декември месеци, која баш спомнуваше за Петар и кажа нешто, камо, колку посакам мене да ми текнеше тоа откровение, ама не се ќе му дадеме чест. И кога кажа Петар, кога одеше по вода, уствари застана врз својата стара професија, ама во авторитет и во сила, бидејќи го послуша оној кој што го повика. Така и ние. Не значи дека ние треба да си ја напуштиме работата и да ојме мисионери сите во Африка или во Индија.
посланието на Јаков 5:17. Молитвата на праведника е делотворна и има голема сила. Стани и справи се во авторитетот на Христос, таму кај што си. За луѓето да вкусат дека има надеж во Господ. Иако го немаат, како ти што го имаш во срцето. Ама битното е дека Господ сака тие да вкусат надеж. И Бог нам ќе ни ја дава таа смелост, што ние сакаме да ја искусуваме, ама ќе треба да истапиме и ќе треба да го заборавиме старото и да не се враќаме таму како Петар што се врати. Бидејќи никаде после не е запишано дека Петар ловел риби, за да го издржи семејството. Никаде. Таа е нашиот Господ, не облече во сила за луѓето на сите краишта на земјата да видат спасение од Господ и каков е Тој. Зошто да бидеме облечени во сила? За да се исполни Дела 10:38. Може? Ова е најпознатиот нели стих. Дела 10:38. Нели сега ова е проповед на Петар, кој што сведочи сега за Исус. Видете, Петар го послуша Исус. Одлучи да стои во авторитетот на Господ. Апостолите, после изјавата на Исус, не, тоа не треба да ви е фокус. Кога е крајот на светот, кога ова. Ова треба да ви е фокус. Мојата сила во вас. И го послушаа. Се смени. И се видите го Петар како го опишува Исус. Како Бог, не има проповедта таа на Петар кога 3000 души се обратија, вели како го помаза Бог со Светиот Дух и со сила Исус од Назарет и како тој одеше вршејќи добри дела, исцелувајќи ги сите што беше ги нападнал ѓаволот, зашто Бог беше со него. Затоа Исус рече, чекајте да бидете облечени во сила. За сега ние да кажеме, Бог е со нас. И заради тоа можеме да ги ослободуваме сите што се нападнати од злиот и да прогласиме исцеление за сите кои што се болни. Затоа Исус рече, чекајте да бидете облечени со Светиот Дух. И што се случи? Откако апостолите одлучија да го послушаат Исус, ршум направи за него. Во буквална смисла. Дури до тој степен, што истиот тој Петар, кој што, нели, како кукавица се откажа од Исус, истиот тој Петар помина по улиците и луѓе во неговата сенка се исцелува. Без да каже збор. Бидејќи го зрачеше присуството на Христос. А кога ние му дозволуваме да Христос зрачи преку нас, знаете Христос што ќе зрачи добрина и благодат за сите околу нас, дури за тие што ники на живци. Бидејќи тоа Исус ќе го зрачи преку нас. И Божјата добрина ќе ги доведе луѓето до покаяние. Исто како што Петар клекна на колена пред Исус, откако ништо не улови и спозна дека Исус вика, леле, Господа, оди си од мене, јас сум грешен човек. И Исус вели, Божјата добрина ги носи луѓето до покаяние. Кога ние ќе му дозволиме на Исус да ни го обновува, бидејќи сега секако го имаме Светиот Дух во нас, и да ги гледаме луѓето поинаку, Исус нема да се сопре во зрачењето, односно на таа добрина и благодат кон другите луѓе. И видете, насред прогонство траја ршум за Господ. Насред прогонство, масовно прогонство на црквата, тие има невидени резултати за Божјото царство.
Луѓе во сенката на Петар се исцелува, мртви воскреснува, луѓе врзани од демони беа слободни. Насред прогонство. Видете како Господ ја награди нивната смелост. И знаете што се случува во Дела апостолски 4 глава? Апостолите молат за поголема смелост. Вие прерачунајте што значи тоа. Ако насред сурово прогонство биле смели да прават ршум, видете ги сега. Господи, дај им сега на Твоите ученици уште поголема смелост да го навестуваат Твоето Евангелие. Не биле фокусирани дали се крајните времења или не. Важно им било Христос да биде прославен, бидејќи одлучиле да му бидат послушни. Нема да се фокусираме на оно што ние претходно бевме фокусирани. Кога ќе дојде крајот на светот, дали се ова последните времења? Не. Ќе се фокусираме на овој тука на работа, мојов колега што никој не го поднеси, ама ја ќе исто и ја почнам да го благословувам секој ден. Може Еремија 32:27? Зошто ви го кажувам ова? Заради ова изјава на Господ. Еве, јас сум Господ Бог на секое тело. Има ли нешто што не е можно за мене? Ова е изјава на Господ. И гледајте сега што направи Исус со нашата духовна, банковна, трансакцијска сметка. Марко 9:23. Трансакцијата од Еремија 32. Исус ја изврши, ја кладе на наша сметка трансакцијска. И Исус му рече, ако можеш да веруваш, се е можно за оној што верува. Изјавата на Бог дека ништо нема невозможно за него. Исус направи трансакција на нашата духовна банковна сметка и сега ништо нема за нас невозможно, ако веруваме во Неговото име. Амен. Сега поблизо вие стихот Римјани 8:37, дека сме повеќе од победници. Само таму, во цела Библија, е спомнат зборот Хиперникос. Надмокни победници. И не е употребен за Исус, туку за оние кои што веруваат во Неговото име. Еднаш во цела Библија Хиперникос употребен за нас, не за Исус. Ве оставам со тоа. Имајте благословена